Почитувани гледачи, добар ден. Дали и колку се почитуваат правата на децата во Македонија? Зошто се почести случаите на педофилија во земјава и како надлежните се справуваат со оваа појава? Ова се дел од прашањата на кои што ќе се обидеме да дадеме одговор во денешното интервју, во кое гостува господинот Драги Змијанац, директор на првата детска амбасада во светот Мегеши. Господине Змијанац, во последно време за жал се почести појавите на педофилија во нашата земја. Дали всушност се работи за пораст на оваа појава или само потранспарентно се зборува за неа во медиумите? Сме размислувале како детска амбасада многу често за ова прашање. Тоа што се растревожуваме и што се жестиме за зголемениот пораст кога децата се жртви пред се од најблиските, како што е родоскрнавање, инцест, од оние на кои децата треба да се подпрат, уште повеќе го зголемува ужасот. Сметаме дека децата се охрабрени да го пријават насилството и најблиските и го пријавуваат и ако ништо друго, баре може да се утешиме дека со подигањето на прагот на нетолерантност кон педофилијата и сексуалната злоупотреба на децата и охрабрувањето децата да не молчат и најблиските да не ги обвинуваат децата за тоа што им се случило, сме барем на чекор да оваа табу тема, која порано била молк, тајна во семејството, конечно добие една друга насока, тоа значи дека децата знаат дека има кому да се доверат. Тоа е нашиот СОС телефон за деца и млади 0800 12222. Знаат дека првата детска амбасада во светот Мегеши е тука да ги застапува нивните најдобри интереси и да ги мобилизира сите државни институции да бидат помобилни и пофункционални во превенција и заштита, а доколку се случи ова несакана појава која остава длабоки трауми и печат, би рекол, и доживота на децата, посебно децата под 14 години, дека има институции кои треба да ја преземат одговорноста да ги заштитат децата во однос на рехабилитација, ресоциализација, психосоцијален третман. Кога веќе ги спомнавме, значи, надлежните институции, колку сте задоволни од мерките кои што тие ги превземаат во насока на сузбивање на ваквата појава? И еве конкретно што вие како амбасада можете да направите за да им помогнете во ваквите случаи? Ние веќе 2 години интензивно работиме во однос на подигање на јавната свест да пред се родителите поведат главниот товар и главната одговорност околу превенција и заштита на децата. И затоа одевме со повеќе кампањи од аспект дали денес разговаравте со вашето дете, дали го гушнавте, дали му кажавте колку го сакате. Многу е битно родителите да знаат децата каде се движат, со кого се, да не бидат сами, да не бидат оставени сами на себе и доколку забележат несоодветно однесување на нивните деца, да поразговараат со нив, за да евентуално го пријават насилството доколку се е случило или да го превенираат, да им објаснат на децата како да се заштитат. Но она што не загрижува е што забележуваме во одредени случаи дисфункционалност на функционирање на системот. Посебно кога децата се згрижени во државни институции како што е детскиот дом 11 октомври, неколку интернати каде што децата се жртви и на сексуално, и на психичко, и на физичко насилство. За разлика од центрите за социјална работа и домовите кај што се сместени децата, има чекор понапред во однос на санкционирање. А веќе судиите стануваат посензитивни дека со детето жртва треба да се постапи посебно внимателно, дека детето треба да даде само еднаш изјава, тоа да биде во суд, во специјални скрин соби, во присуство на психолог, педагог, социјален работник, да се документира и никако да не му се дозволи на детето жртва да се соочи со насилникот. Морам да кажам дека има во последно време брза интервенција на полицијата кога силувачот педофил го ставаат во притвор и не му дозволуваат да влијае на промена на изјавата на детето. И морам да кажам дека Министерството за правда се активира во однос на зголемување и санкционирање на казните за педофилите на минимум 10 години. Дали после сето ова можеме да кажеме дека правата на децата во Македонија се почитуваат? Ние ќе бидеме задоволни кога ќе бидат сите деца вклучени во образованието и кога ќе забележиме дека децата не се злоупотребува нивниот труд,
Значи не питачат, не работат тешки физички работи, не чуваат стока, добиток, не продаваат прехранбени производи, се вклучени во задолжителниот основно образовен процес, се дел од образованието, кога Македонија нема да има 200.000 неписмени луѓе кои не завршиле основно образование, а образованието многу често велиме дека е клучен одговор и на сиромаштијата. Морам да ви кажам дека ние секоја година во април сме дел од глобалната кампања за вклучување на сите деца во образование како национални координатори во Македонија. Имаме добиено писмени гаранции и од премиерот на државата господинот Никола Груевски, од председателот на државата Бранко Црвенковски, и од градоначалникот на Скопје Трифун Костовски, од група пратеници, од повеќе политички партии и од познати естрадни звезди. Сите тие во овој месец април изминативе 9 години се заветиле дека ќе се залагаат да се вклучат сите деца во образование. Кога на градоначалниците, под чија надлежност е основното образование, ќе им биде приоритет колку деца успеале да вклучат во образование, наместо да се пофалат колку улици осветлили, колку улици асфалтирале, тогаш ќе сметаме дека приоритет е ставен на правата на децата и дека навистина тие во нивните платформи се залагаат да ги подобрат правата на децата и нивното почитување. Низ улиците во градот се уште можат да се забележат деца кои што питачат и чиј што труд се злоупотребува. Едно време владата презеде и акција за згрижување на овие деца од улиците. Она што мене ме интересира е колку вашата организација има долгорочен план за да ги згрижи децата од улица и да ги заштити нивните права. Морам да ви кажам дека во Македонија има секојдневно, катадневно 2000 деца кои се на крстосниците, кои питачат, и тие се најчести жртви на детска проституција, педофилија, сексуална злоупотреба, трговија со деца и детска порнографија. Кога тие деца ќе се вклучат во основното образование, верувам дека оваа појава ќе се намали. Значи, не е доволно децата да се отргнат од улиците, туку треба на тие семејства, барем еден од нив да се вработи, да му се даде каква таква екзистенција, тоа дете да се вклучи во образование, дури да се обезбеди ако треба и топол оброк, бесплатни учебници, зашто тоа е голем товар за родителите, тие најчесто и од екзистенцијални причини не ги пуштаат децата во училиште, односно ги третираат како можност да се заработи на нивна сметка. На почетокот го спомнавте и бесплатниот SOS телефон на амбасадата Мегеши, кој што постои што од 93-та година. Дали во последно време се регистрирани повеќе јавувања? Каков е впрочем одзивот на овој телефон? Морам да ви кажам дека 17.300 разговори се извршени за овие 16 години и дека децата го препознаваат овој бесплатен SOS телефон 0800-12222, значи може да се јават и кога нивните родители дори не ги покриле сметките на Телеком. Може да се јават од било која говорница. Нашите SOS оператори се од 8 до 20 часот присутни. Децата во последно време се повеќе охрабрени за разлика од минатите години кога почесто пријавуваа најблиските бабите, дедовците, роднините. Тоа значи дека децата полека ја стекнуваат довербата во детската амбасада и се потпираат на нејзе. Тоа за нас значи повеќе обврска. Ние веќе отворивме и психолошко советувалиште, односно имаме семејни терапевти кои работат во попладневните часови со нив, а децата кои забележуваме дека се од дисфункционални семејства во ризик ги вклучуваме во детските работилници за да може и директно да ги пратиме, да бидеме во контакт со нив, да ги знаеме нивните потреби и да знаеме како треба да се реагира за да може тие дечиња да бидат дел од сите општествени движења и да бидат составни вклучени во одлучувањето за нивните најдобри интереси. Она што морам да го кажам е голем предизвик што оваа година првата детска амбасада во светот Мегеши заедно со неколку граѓански организации од Македонија ќе го подготвува алтернативниот извештај за состојбата со правата на децата, кој треба да го доставиме во ноември во Женева до Комитетот за правата на детето. И одлучивме децата да ги зајакнеме, односно ги подготвиме да ја спремат самите тие да го спремат извештајот и две деца од таа група со која работиме во февруари идната година ќе го бранат алтернативниот извештај за состојбата со правата на децата во Женева. Господине Змијанац, ви благодарам што бевте гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. И јас вам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување до следната недела.